Предвремените избори се потенцијален ризик за економијата, но само на краток рок, а владата треба да се фокусира на реформите, смета гувернерката на Народната банка. И покрај најавените реформи, Централната банка не ја промени проекцијата за економски раст од 3,5% за годинава. Сепак, за разлика од владата која очекува 4% до година, НБМ проектира нешто помал раст од 3,8%, а 4% би можеле да се достигнат најрано во 2021 година. Да се проложи со структурните реформи, бидејќи тие се најважниот фактор кој што го детерминира растот, ги подобрува фундаментите на економијата и за да може по завршувањето на тој изборен циклус со поголем потенцијал на нашата економија да се остваруваат повисоки стапки на раст кои што несомнено ни се потребни за да може да постигнеме побрза конвергенција. Факт е дека јавниот долг е значително зголемен во изминатиот период, вели Ангеловска-Бежоска, откако долгот достигна 5,4 милиарди евра и порасна за 1% поен на 47,7% од БДП за само 3 месеци. Гувернерката смета дека на тамошниот раст на долгот ќе зависи исклучиво од тоа колкав ќе биде буџетскиот дефицит и предлага на владата да продолжи со консолидирање на јавните финансии. Клучниот фактор кој што го определува нивото на јавниот долг и влие на јавниот долг е всушност буџетскиот дефицит. Сега за сега расположливата фискалната стратегија за 2020-2022 година предвидува патека на натамошна фискална консолидација, која што значи буџетски дефицит од 2,3% наредната година, а потоа негово намалување до 2% во 2021 година. И покрај слабата реализација на капиталните инвестиции од само 1/3 од планираното за цела година, Народната банка очекува јавните инфраструктурни проекти да имаат големо влијание врз економијата. НБМ очекува растот повеќе да се темели на домашната потрошувачка, а помалку на извозот, за разлика од претходните години. Главните ризици доаѓале однадвор од намалениот глобален раст, послабите перформанси на Германија како незначаен трговски партнер, трговските тензии и неизвестниот Брекзит.